каков објект или не знам, без разлика дали е стадион, дискотека, концерт, стан, треба ли да обрнеме внимание на планот за евакуација? Секаде е истакнат, односно треба да биде истакнат или символите каде се заитни излези, практично тоа никој не го забележува додека не се случи нешто. Евакуацијата е меч со две оштици. Ќе ви кажам зошто? Затоа што кога би имале слободни пристапи за евакуација, тоа е се окей, меѓутоа доколку се евакуираме по степеништа, например во зграда, обично скалилата во зграда секогаш стануваат задимени. Зашто? Затоа што се јавува ефект на оџак и доколку ние пробаме да се евакуираме по тие скалила, секогаш сме жртви на... Тоа зависи од на кој објект, например, ако имаме пожар во една стамбена зграда, каде што настанал пожар, и сега ако почнеш да излегуваш од станот, за да напуштиш скалилата, тоа истиот тој пожар кој што делувал од оздолу, разбираш, како што рече Богдан, го прави тој оџак и многу брзо доаѓа. Во такви услови најдобрата работа е лицата да останат во самиот објект, во станот и да затворат станот, да му дадат нешто влажни кебиња, да му дозволат да не доаѓа до влегување внатре во чадот, арнoma најважната работа, значи мора таа врата која што бил на тој стан или во таа дискотека или да има барем минимум 2 часа противпожарна отпорност, затоа што се смета дека тие 2 часа се доволно да дојдат професионалните пожарникари да земат да го угаснат. А ако биде пак вратата од пластика, како што сега, или некои си пластични материи смеси, може да замислите за колку брзо ќе изгори вратата, ќе изгорат прозорците и така натаму и така натаму. Значи, тука доаѓаме превентивата, значи заштита, примената на противпожарната заштита во делот на нормативите во градежништвото, нормативите при изработка на самите објекти.